Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Ова е епизода која што доста долг период сакав да ја снимам и еве, денес дојде денот кога конечно седнав и одлучив да ја снимам и да ви ја оставам достапна за слушање. Замисли едно утро, во текот на неделата. Стануваш, си правиш кафе, куќата ти е иста, денот ти е ист, луѓето околу тебе се исти, значи ништо драматично не се случува, ама нешто во тебе не е исто, како да имаш некоја поголема чувствителност на се, разговорите што порано би ги проголтала сега почнуваат да те замаруваат, обврските што порано си ги вршала автоматски сега почнуваат да те тежат, чувствуваш и некоја мала напнатост во тело, некоја стегнатост во градите и во стомакот, имаш баш оно чувство дека ти е фитлјот ти е краток, имаш повеќе мисли и многу помалку трпение. И почнуваш да се прашуваш, добро што ми е, зошто сум ваква? Нели требаше да ми биде полесно, нели почнав да работам на себе? Зата ми е подобро, а мене ми станува потешко. И токму ова е еден многу важен момент, затоа што многу луѓе се откажуваат во овој период, и не станува збор дека тие не сакаат да растат, туку реалноста е дека очекувале дека растот ќе се чувствува како леснување, а не како една дезориентација. И постои една вистина за која што малку се зборува, а честа е. Кога почнуваш вистински да работиш на себе, зборам вистински, не дека си ислушала неколку мотивацијски видеа, па ајде малку некаков буст добиваш, туку длабоко, кога почнуваш да работиш на себе, почетокот не станува полесен, станува потежок. И не станува збор дека правиш погрешно, не станува збор дека правиш некои чекори кои што не се во ред, туку тоа е знак дека нешто полека почнува да се поместува во тебе. И денес сакам баш за тоа да зборувам, зошто се случува ова, зошто кога човек почнува да станува свесен, односно посвесен, да поставува граници, да чувствува повеќе, да гледа повеќе и појасно, многу често не доаѓа мир, туку прво доаѓа еден долг период на тежина, а со оглед на тоа што личниот раст и развој не се нешто што завршуваат, истото правило важи за било која поле или тема или процес кој што почнуваш на почеток да го работиш. И сакам да опфатам нормално и психолошки, и психотерапевски, многу човечки што точно се случува, односно ќе пробам да некако на наједноставен начин ти објаснам што се случува во нервниот систем, во идентитетот, во умот и секако што можеш да направиш во однос на тоа, за да не се исплашиш од тежината и да се откажеш баш кога процесот станал вистински, па ако се пронеде во ова, остани до крај на оваа епизода. Сега, постои една прва и најголема заблуда, а тоа е дека растот треба веднаш да се чувствува добро. И да, некогаш може да биде појаснување, си извентилирал, си сподел некаде си кажал, меѓутоа, мислам дека тука многу луѓе влегуваат во една силна заблуда, дека ако работам на себе, ако читам, ако одам на психотерапија, ако сум посвесна, ако влезам во различни програми, ако почнам да медитирам, ако почнам да поставам граници, тогаш би требало да ми стане полесно. И сега ова звучи логички и делумно е вистина, ама не е веднаш. Затоа што во реалноста многу често првата фаза на раст не е олеснување. Првата фаза на раст е разоткривање. И кога почнуваш да гледаш сето оно што порано си го отрнувала, што баш оно почнуваш да чувствуваш работи што претходно си ги анестезирала, буквално некаде си ги притискала, потискала како да не постојат, ти почнуваш да забележуваш и динамики што порано ти биле нормални, а сега не се. И тоа не е пријатно чувство. Тоа е како кога си живел долго време во соба со мрак и наеднаш некој ти ја крева ролетната. Што ќе се случи? Нели? Треба време баш оно за адаптација, почнува да болат очи, почнуваш да мижиш, не можеш добро да гледаш и светлината само по себе не е проблемот. Очите, нели, прво ги боли. И ова е многу важно да се разбере, затоа што важно е да некаде сватиш дека не те боли затоа што светлината е погрешна или нешто не чини така натаму, туку затоа што претходно си била навикната на темнина. И се надевам дека некако оваа метафора е нешто кое што можеш да го замислиш и да разбереш што е всушност во позадина зошто ова се случува кога почнуваш да работиш на себе. И дури има една порака ignorance is a bliss или незнаењето е благослов, затоа што во многу ситуации навистина е така. Многу е потешко кога нешто ќе знаеш и токму предходните две епизоди, односно она пред две епизоди беше баш на оваа тема. И доколку ја немаш преслушано, ти препорачувам да прво таа ја слушаш, па
потоа да дојдеш тука. Сега, тоа и секогаш го споделувам, нормално, сите сакаме предвидливост, мозокот сака предвидливост и можеби едно од најважните работи што можеме да ги разбереме за човековата психа е дека мозокот не е дизајниран да бара некаква си вистина и така натаму, туку сигурност и предвидливост. Значи неговата задача е да не одржи живи. Сега и во психологијата, меѓутоа и во невронауката многу долго време се зборува за тоа дека нервниот систем преферира познато и дури кога познатото не е добро за нас. Значи ако ние сме навикнати на тоа и покрај тоа што тоа не е добро за нас, тој сепак ќе го преферира. И затоа луѓето можат со години да останат и во односи што ги истрпуваат, и во улоги што не им одговараат, и во начини на функционирање што не им се во ред, и во начин на исхрана, и во начин на движење или недвижење, не затоа што не чувствуваат, ајде така да кажам, туку затоа што тие шаблони им се познати, веќе долг период ги прават. И сега, кога почнуваш да работиш на себе, почнуваш да го нарушуваш овој стар внатрешен порадок, ајде така да го наречам, и иако добро од надвор ти ништо се уште не си сменила, внатре почнува промената. И секоја промена за нервниот систем буквално е како внимавај, аларм, нешто е различно, нешто не е како порано, се случува нешто, значи на почетокот се појавува стрес и затоа многу личности после прва, втора, трета средба на психотерапија, па и 100-та средба, знаат наместо да се полетни после средба, 1, 2, 3 недели да им е тешко после таа средба. И ова многу често знам и да го споделам дека е природно. Тоа е баш она како на куќе кога ќе му дадеш коска да ја глода, не ја јаде наеднаш. Значи ќе ја глода, па ќе ја захкопа, па ќе ја извади, па ќе ја глода. Додека ја изеде целата, треба време. И тоа го правиме со процесите и во психотерапијата, и во програми за личен раст и развој, и воопшто самата целокупната работа на себе. Баш е како коска која што се глода. Некои ковчења се помали, може со еден залак да ги грицнеш и да ги проголташ, но некои коски се големи процеси што ги носиме и за нив треба време. Или ајде, може би дала еден и друг пример, а тоа е кога прв ден одиш во теретана. Или не мора да е прв ден, меѓутоа првите неколку месеци, а и понатаму кога ќе почнеш да вежбаш одреден нов мускул. Што се случува? Многу е тешко. Следниот ден те болат мускулите, па ако да додадеш уште малку повеќе тежина или напор, станува уште потешко, повеќе те болат мускулите, значи мускулните влакна мора да се раскинат за да растат. Истото се случува во психата. Истото се случува и во процесот на вистинската, реална работа на себе. Нема да видиш работи кои што ти се допаѓаат. Во суштина, многу често работата на себе значи да видам каде се јас сум одговорна, што се не правам како што требало да правам, што се правам добро, а сум мислела дека не е добро, или сум била во односи кои што не биле здрави и така натаму. И затоа и постоја толку многу истражување за стрес и за адаптација, затоа што неизвестноста е еден од најголемите извори всушност на внатрешна тензија, а работата на себе носи неизвестност, затоа што не знаеме, нели, во која насока се движиме. А човекот многу полесно поднесува позната непријатност отколку непозната слобода и затоа многу често и луѓе остануваат во токсични релации, насилни релации, затоа што не знаат како изгледа таа слобода и таа слобода надвор повеќе ги плаши отколку оваа позната непријатност, па дури и насилство. Сега, кога стануваш посвесна, ти не го чувствуваш мирот, чувствуваш буквално како наеднаш да се распаѓаш, некогаш и да се распаѓаш, значи, окей, чекај, правам голема промена. Како реков, мускулните влакна полека се кинат, значи сега старите шаблони, врски, уверувања, навики, мисли, значи се што е старо во тебе полека почнува, не се, меѓутоа нели одредени процеси почнува да се кинат. Ајде да речеме, еден мускул работиш, не можеш наеднаш на сите теми да работиш и ова исто така златно правило, значи кога одиш на психотерапија правиш договор на што ќе работиш и да речеме на наредните 10 средби на што ќе работиме, која нели и истото се случува и на коучинг, истото се случува и во повеќето програми за личен раст и развој или било какви програми, имаш одредена нели тема која што ќе ја покриеш. Не можеш се наеднаш да покриеш и не е ни природно и некако многу е, ајде би рекла дека го вежбаш во наводници тој мускул или таа вештина која што во овој момент во животот ти е потребна. Значи, што е онако што ти е потребно? Потребни ти се граници, ги вежбаш границите, па полека нели вежбаш и некои други аспекти, но не можеш наеднаш се да извежбаш. Сега, и во психотераписката перспектива ова е многу јасно, особено и во гешталтот, затоа што во гешталтот не се работи само на промена на мисли, туку се работи на свесност, на контакт и на преземање одговорност. А кога свесноста се зголемува,
не добиваш само поголема јаснотија, туку добиваш и повеќе контакт со реалноста. А реалноста не е секогаш лесна и пријатна да се види. И одеднаш гледаш колку долго си се прилагодувала, каде си молчала за да имаш мир, колку те заморува некоја улога што сите ти ја фалат, колку ти е стегнато телото, кога кажуваш да, пример, мислиш не, колку си живеела автоматски и така натаму и всушност нели го гледаш процесот и многу луѓе тука мислат дека терапијата или работата на себе треба да направи помалку чувствителни, дека не треба веќе да чувствуваат тага, дека не треба веќе да чувствуваат лутина, дека наеднаш магично треба сите емоции што се негативни да исчезнат. И мислам дека ова многу клучно да го споделам, затоа што нормално многу лаици тоа го промовираат како пропаганда дека така треба да биде. Меѓутоа, всушност почетната фаза, барем една фаза, но и природата те прави многу повеќе чувствителен. Не за да те расипе, туку затоа што те враќа во контакт со себе. Кога некој доаѓа и сака да обжали, да речеме смрт нече или нешто, терапевтот него теши, не му дава мотивација. Во многу ретки случаи во суштина му дава простор каде што може да се изнаплача, затоа што здраво е да излегуваат негативните емоции. Здраво е да имаш безбедно место кај што никој нема да те замолчи, кај што никој нема да те во наводници утеши, кај што никој нема да ти го даде тоа решение за да не се потиска. Тоа е најдобриот начин на регулирање од една страна, од друга страна прифаќање дека тие негативни емоции цел живот треба да постојат, дека животот е 50-50, дека ние живееме во поларност ден и ноќ, лето зима и дека треба да постојат и негативните емоции, дека тие се всушност многу добар показател. Поентата е да научиш како да се регулираш и како да го контролираш твоето однесување согласно оно кое што го чувствуваш. Значи не ја контролираш емоцијата, да не ја чувствуваш, туку однесувањето додека ја чувствуваш. Сега, кога ти долг период си бил одсечен од себе, првиот контакт не може да ти изгледа како спокој. Туку баш оно доаѓа на момент на преоптоварување. Леле што направив? Леле колку работи увидов? Леле се преплавив? И тоа е добро. Сега, тука е многу важно да внимаваш нели на твоето темпо и нормално на цела ситуација околу тебе што се случува, ама оно што искуството ми го покажало дека скоро сите имале многу поголем капацитет да се носат и капацитет да го развијат својот капацитет всушност и под притисок и да се носат со сето тоа што доаѓа за после тоа да се намират и многу побрзо да се наместат. Што ние многу често помалку веруваме во себе и имаме помалку, како да кажам, свесност колку сме силни и колку сме издржливи и колку сме некако свесни да можеби би го донала зборот за она што стои во нас. Го намалуваме. Затоа што нормално и дај Боже никогаш нели да не треба па да одиме до некои крајни граници. Сега. Би сакала да поделам неколку, ајде така да речам, причини зашто станува потешко. Значи првата причина, окей, тоа го снимив и во претходните епизоди, дека веќе гледаш, значи станува потешко затоа што веќе гледаш работи што порано минувале под радар, сега не минуваат. И можеби порано си функционирала, но без многу контакт, си одработувала, си трпела, си се приспособувала, си одела понатаму, и па сега не можеш така лесно. И тоа знае да изгледа и како слабост. Меѓутоа е знак на свесност. Сега, во овој момент животот најчесто не станува потежок, туку повеќе не си под анестезија. Сега, втората причина е затоа што старото веќе не држи, и тоа е баш во претходната епизода што го зборував, а тоа е дека старите механизми веќе престануваат да работат, бидејќи постои на голема свесност, нели? Ако порано си се мотивирала со вина, например, или со страв, или со желба да не разочараш некој, или со пашано преживување, тоа некако те крепело, те носело. Кога почнуваш да растеш, старите мотори во наводници почнуваат да се расипуваат. И не можеш веќе толку лесно да се натераш со истиот натрешен притисок. И тогаш се јавува една, можеби би ја нарекла заблуда, дека си мрзлива, дека си се расипала, дека си изгубила сила, дека немаш енергија, дека немаш капацитет и така натаму, но не. Само старото гориво веќе не работи. Значи, буквално ако претходно си била бензинец, сега си на дизел или сега си на плин, значи или обратно. Едноставно мора да најдеш начин во овој момент, нели, како да го смениш горивото. И третата причина е тоа дека нели новото се уште не ти е стабилно
И не може одма да ти е стабилно, затоа што свесноста е само еден дел. За да се заокружи цел еден процес и така натаму, не може. Значи, треба да постои и свесност, треба да постои еден процес на мобилизација, значи да си имаш доволно поддршки за понатаму да тргнеш во акција, па ако имаш пречки да тргнеш во акција, да ги тргнеш во наводници сите пречки, отпори и така натаму, па откако ќе завршиш со таа работа, тогаш влегуваш во еден процес на акција, задоволство од таа акција која што си ја презела и полека асимилација и повлекување. Сега ова, јас го кажувам во 20 секунди, но ова е нешто што знае да трае некогаш и 20 години, сега да не исплашам некој, меѓутоа 20 месеци, 2 години, 20 дена, може и да е 20 минути, меѓутоа ако е нешто мало, некоја мало ковче, некоја раскавица. Реално големите коски потребно е повеќе време и некогаш и не некогаш, туку многу често знае да се враќаат после некој период, па пак да се обработат, па да се исчисти уште нешто и така натаму. И значи старото веќе не држи, новото уште не е целосно изградено и ова е тој простор, нели, кој што и најмногу не плаши, затоа што човек не сака да биде ни таму ни ваму. И токму таму се случува оваа зрела промена, но тоа е периодот всушност кога стариот идентитет се распаѓа, а новиот нема форма. И тука само би го донала коучингот или коучинг перспективата, а тоа е дека растот не е само увид, туку толеранција на непријатност. И ова многу често можеби ќе го слушнете, барем тие што работите на себе, а тоа е луѓето често мислат дека промената се случува кога ќе добијат добар увид, кога ќе го имаат она ама увидот е само почеток. Затоа реков само свесно, значи тоа е само почеток. Многу поважно е да имаш капацитет да издржиш непријатност без веднаш да се вратиш на старото. Значи, кога почнуваш некоја диета, така, реално, ти знаеш дека треба да речеме да или да си поздрав, или да ослабеш, или да се здебелиш, нели зависи која е причината поради која менуваш исхрана. И сега, она што тебе ти треба, не ти треба тебе свесна си, знаеш, јасно ти е, имаш диетава пред тебе, ги имаш сите алатки, меѓутоа треба да го изградиш всушност капацитетот да ја издржиш таа непријатност, без да се вратиш на старото. И доколку се враќаш на старото, да го изградиш капацитетот како одново и покрај неуспесите да одиш напред и нели да продолжуваш. Сега, ова е суштинска точка, затоа што многу луѓе имаат одлични увиди, имаат многу моменти, знаат што им се случува, можат прекрасно да објаснат многу, а ќе дојде моментот на вистинска непријатност, одма се враќаат на старите шеми. И тоа не е дека не се паметни, ама капацитетот за носење непријатност е многу, ајде да речам, помал од желбата за промена. И затоа развојот не е само што сваќам, и затоа работата на себе не е само јас го слушам подкастот и читам книги. Иако многу често луѓе ова го прават и дури влегуваат во фаза, најде сега ќе ги едуцираме и другите да ова го прават, а воопшто не ни поминале низ тоа, воопшто не има отворено. И тука мислам дека многу често баш се доживува и се гледа таа неавтентичност, тој расчекор измеѓу ова го слушнав на подкастот и сега јас ќе им го проповедам и кажам на другите, а немам поим всушност тоа како да е вистински да го изградиш и да го носиш и да го направиш. И затоа многу во наводници бизнеси или коучеви или професии, особено кои што зборуваат за нешто вакво, паѓаат. Истото важи за секоја професија, вклучително и фитнес индустријата. Ќе ја спомнам тука, едноставно не е тоа. Сега, развојот, значи, пак ќе кажам, не е што сваќам, супер, ти можеш многу работи да сватиш, туку колку можам да останам со непријатното, ама стварно да знам и во кое поле можам да останам со непријатното, затоа што ние не сме во секое поле силни. На некој може би силно поле и силен капацитет му е да остане со диетата, ама не му е во партнерството или не му е на работа. Значи може некој да има многу добри функционални граници, односно на работа да има одлични граници со колегите, со надредените, со шефовите и така натаму, ама дома релационите граници со родителите, со партнерот, со децата катастрофа да му бидат. И обратно, може дома да имаш одлични граници со сите, ама надвор на работа функционалните да не чинат. Значи, ова е доста важно исто така увид, значи каде ми е слабата точка и колку може тука да се работи, да се влезе и колку нели реално сакаш. Потоа, колку можам да не се напуштам себе, значи да не излезам па премногу
од моите вредности, вредностен систем и така натаму, и колку можам да не, ајде да кажам, да не брзам да ја затворам тензијата, затоа што многу личности тука всушност почнуваат екстремно многу да брзаат. И мислам дека е многу важна тема и затоа некако и сакам да ја зборувам, затоа што од една страна колку и да е популарно да се слуша некои мотивацијски, ајде така да кажам, говори како сите се можеме и колку можеме, сметам дека многу поважно е да слушаме и за овој дел, за овој процес, за овој дел на вистинска работа на себе. Значи ова е вистинска, реална, длабока работа на себе, не само некој што прочитал книга и слушнал подкаст. И затоа во овој момент дури сакам и да те поттикнам доколку си една од тие кои што само имаат ама немаат примена, да застанеш малку и да видиш зошто, што се случува со твојот капацитет, како можеш на вистина тука да се поддржиш, затоа што ова во реален живот може да изгледа да имаш помалку трпение за луѓе што порано си ги поднесувала, да ти сметаат работи што порано си ги минимизирала, да се чувствуваш многу посензитивно, а не посилно, баш дури да си и поанксиозна, да не можеш лесно да се вклопиш во некоја стара, ајде да речам, верзија од себе, да си многу поуморна, да имаш чувство дека си повеќе свесна, ама си помалку стабилна, и ова е баш период кога многу знае да исплаши, затоа што изгледа како да одиш назад, како да не правиш нешто како што треба, како баш да се распаѓаш, ама сакам да знаеш дека ова не е период кога одиш назад, туку само одиш подлабоко. И се има разлика, не одиш наназад, туку одиш длабоко. Значи назад е кога ќе се да речам, ајде ќе се откажеш од себе, или кога ќе се отсечеш од себе. А подлабоко е кога повеќе не можеш толку лесно да се оттурнеш. Туку напротив, одиш и коренот гледаш да е подлабок. И ако ја немаш слушано приказната со бамбусот, да ја слушнеш, не знам која епизода на овој подкаст, ама некаде таму далеко пред неколку години, има зошто, затоа што многу е важен коренот. Самодоверба без цврст корен многу лесно пука под притисок. И ова многу често го гледам и мене ми е многу жал, затоа што многу често луѓето работат на крошната и на цветовите и да се разубават и да се појават и да изгледаат не знам како и слично, ама не работат на коренот. А работат на коренот е таа што е тешка. Оваа горе на крошната е полесна. И ти ако не работиш, цело време ќе се враќаш назад и цело време ќе одиш во екстреми, цело време во наводници ќе си биполарна во смисол ќе леташ од многу висока самодоверба во многу ниска самодоверба, ќе паѓаш, првата препрека што ја имаш ќе буквално нема да можеш да продолжиш надвор. И токму ова е тоа затоа што луѓе не работат на своите корени. Луѓе работат само на своите крошни. Работата на себе е да работиш на својот корен и секако нормално да ја негуваш и крошната, која што и како со текот на времето ќе цути, ќе цвета и ќе биде се поубава и поубава во склад со тебе. Сега. Ајде би рекла, јас многу ги сакам метафорите и тука ми доаѓа една од природата, кога семе почнува да никнува. Како изгледа тоа? Значи, прво изгледа како распаѓање, така? Значи, обвивката пука, формата што го држала до тогаш не е иста, лушпа ако има некој ќе се разлушти, значи, баш изгледа како да се распаѓа, нели? И ти не гледаш прекрасно растение, гледаш реално во еден прекин на стара форма, значи, престанува да биде старата форма и кога со текот на времето, нели, од таа стара форма полека почнува да никнува нешто друго. Или да речеме кога еве сега е пролет и кога дрво легува во пролет, не се буди со не знам си какви аплаузи, така. Значи има период на нестабилност, па се плашиме мразот кога ќе дојде, па ќе залади ли во април, па леле само да не фати нула и така натаму. Значи период на некоја нестабилност има. Внатре да речем почнува, нели, сокот да се создава, кората почнува да се напрега, нешто се движи и од надвор не е се уште се е раскошно и така натаму, меѓутоа после изгледа прекрасно. Сега ако тука се пребрза, значи ако многу избрза во наводници, ако е ранка и само цветовите изникнат, многу брзо може да замрзнат. Сега, секако, тој период не е доказ дека дрвото пропаднало, така, туку дека повторно влегува во некој живот и тоа истото важи и за човекот. Значи, кога ти работиш на себе, нема прво да цветаш.
Прво ќе пукнеш, прво ќе пукаш, прво ќе ти пука старата кора. И тоа сакам негде да го запомниш. Сега што, ајде би рекла што да не правиш во оваа фаза, ништо да правиш, што да не правиш. Значи овде е многу важно, кога ти станува потешко, немој автоматски да се заклучиш дека уште повеќе треба да се форсираш, дека уште повеќе треба да читаш или уште нови техники да бараш. Немој веднаш да носиш големи одлуки, доколку нели баш се на измеѓу и не си сигурна што те влече. Немој да се критикуваш како ништо не ти оди од рака, како ништо не ти успева, како ова не е за тебе и така натаму. И те молам, најважното, немој да се споредуваш со луѓе што изгледаат поуспешно регулирани, подобри, понапредни и така натаму, затоа што ти немаш појма во која фаза од нивниот живот се наоѓаат, ниту пак знаеш дали истите тие нема да треснат и да паднат. И јас дури некогаш искрено не може, тоа е некоја професионална деформација, ама некогаш природно ми доаѓа, особено па некој ако ми е поблизок, да му кажам, стоп, значи во овој период ти викам да застанеш затоа што те гледам дека само цутиш, ама коренот го забораваш. Ќе дојде момент на првата криза, а секако секој не следи криза. Мислам, животот неизбежно не носи кризи. Ќе паднеш. Остави малку цветовиве, дај врати се малку на корено, дај види што се случува, дај види што е ова што го буткаш под тепех и го заборавиш, затоа што нас особено во некоја ваква фаза не треба повеќе сила, туку повеќе регулација и повеќе да се отелотвори тоа што полека стануваме свесни од една страна, од друга страна поголема мобилизација, значи зголемување на поддршките од сите страни. Јас ова многу често јас затоа кога правам програми сакам да се темелни, да се длабоки, затоа што не можеш. Зошто асертивна не е само еден вебинар? Затоа што на еден вебинар можам од прилика да дадам шаблон како да поставиш граница, што да кажеш и слично. Ама ти доаѓаш и не можеш тоа да го направиш. Треба да работиш на се друго од околу и на крај кога се тоа од околу ќе го завршиш, многу ќе ти биде едноставно да одлучиш или да видиш како ќе ја поставиш одредената граница. Ама треба да ги видиш корените, односи, внатрешно дете, односи мајка-татко, значи некои травматски моменти, навики, уверувања со што се растени и така натаму, за да видиш и да воопшто дознаеш зошто ти се кочиш со одредени луѓе или во одредени периоди во животот и така натаму, за да можеш воопшто да видиш што е оно што те спречува да бидеш асертивна. Не е нели само крошната, па ајде сега јас ќе му кажам вака на тој. И многу често луѓе поставуваат граници кои што се арогантни и безобразни, а не се реални граници. И тука исто така доаѓа еден распад и паѓање, затоа што не се реални, не се отворени, не доаѓале од вредносниот систем. Ако некој е многу емпатичен, топол, мил и отишол нега и научил, не знам како да постеш граници, сега ќе кажеш јас вака и некој шаблон, само окей, јас го имам, тој шаблон имате мини серијал тука за граници, ако не сте го слушале, ама тој шаблон може не треба така да изгледа баш во тој даден момент. Можеби не треба, значи едноставно не е автентичен. Не треба така да звучи со секоја личност во нашиот живот. И затоа ова ми е многу важно некако да тука те поддржам, прво да го нормализираш овој процес. Значи, ова што ми се случува не значи дека јас се назадувам. Напротив, најверојатно значи дека станувам многу посвесна. И самото оваа реченица, мислам дека кога ќе си ја кажеш, ќе видиш како ќе те смири. Значи, кога ќе му дадеш нормализација на сите име така, сите што реално работат на себе, имаат ваков период. Никој не излегол од работа за себе со супер увиди, со весели увиди, со се е супер, со јас сум супер, освен најверојатно нарцисот. Значи, меѓутоа психофизички здрав човек дефинитивно ќе погледне, нели, ќе има и тешки увиди и момент на преоптовареност. И нешто друго кое што ми е многу значено, кое што мислам дека можеби треба да направам некоја ваква епизода е тоа да го намалиш влезот на информации. Затоа што кога човек е веќе преоптоварен од таа внатрешна работа, од животот, од секојдневиот и така натаму, секоја дополнителна информација става само уште поголем шум. Најчесто луѓето кои што не прават трансформација се оние кои што следат и слушаат многу подкасти, кои што читаат многу книги, кои што следат многу њуслетери, кои што па што направат многу, а не седнале да бидат во контакт со себе и да го видат оно што нив им е важно. Значи, мене не ми требаат 10 книги, не ми требаат уште 5 увиди, ниту пак уште 3 совети. Простор ми треба да го сварам она кое што за мене е значајно да го сварам. И ова е нешто кое што да речеме, еве на асертивно конкретно ми се случува во групите.
И затоа ги сакам Zoom групите и оваа година постојано размислувам на кој начин можам да активирам повеќе и повеќе групни средби како тие на асертивна, затоа што во овој период не ми е активна асертивна и најверојатно планирам да направам некаква промена, затоа што сакам да прво сакам да повеќе сум во конекција со вас од една страна, а од друга страна сакам повеќе да ве гледам и повеќе вакви увиди да се случуваат, затоа што многу често, макар една во групата имам која што е баш на најдобриот ученик, која што следи обавезно чита 2 книги месечно, која што следи секакви њуслетери, која што ги следи сите подкасти, која што баш знае многу, меѓутоа кога ќе дојде таму и кога ќе има незината работа, се што слушнала до сега, сите информации кои што ги внела, сите што ги слушала видеа на времено, не доцнала со ништо, се преслушала, не дека паѓаат во вода, ама не се ни 1% важни колку тој 1 час на Zoom, кога работела на себе, кога работела на својот увид, и тоа е она кое што ќе донеса до незината трансформација. Има простор каде што може да биде неосудено од една страна, а од друга страна има и простор да го свари тоа. Не само да го сподели, не само да го освести, донесе, асимилира и така натаму, туку и баш на полека да почне да го вари. И затоа намали го влезот на информации. Немој се и се што да следиш. Тоа е исто како треба да почнеш диета и најнаш сакаш да ја почнеш и кето и Аткинс и не знам какви се не постојат уна и така натаму диети, ти пробуваш сите најнаш да ги направиш и ништо не ти оди, само седиш и јадеш чипси, читаш какви диети да направиш, или пробуваш со тренинг и пробуваш еден ден зумба, еден ден не знам хип-хоп танц, еден ден пилатес, еден ден аеробик, еден ден одиш во теретана, не знам тегови да криеш и најнаш нели само си преоптоварена и ништо не правиш. И затоа само застани. Намали го влезот на информации. Тоа што треба да се свари, треба да дојде подобро едновредно, отколку да имаш 100 информации кои што не се отворени и не се твои и не можеш да ги примениш. И ова многу често го слушам и од вас, и особено на програми, и од клиентки, и претходното, и сам и јас лично, искуство дека толку многу знам, Елена, ама не можам да го применам. Па не можеш да го примениш, немаш кога. Гледај сега во овој период од животот што ти треба, за каде ти треба да го примениш, зашто? И третото, што ми е многу важно, врати се во тело. Затоа што нервниот систем не се смирува само со разбирање, се смирува со телесна регулација. И ова може да биде одење, дишење, некаква рутина, храна, сон, не знам, допир со земјата, со водата, со природата. Тоа некако некој wellness модерен систем, туку баш враќање кон телото, да видам како се чувствува моето тело, да видам што е оно што го носи моето тело, да може телото и умот или оној тело-ум што го викаме да се поврзе, да биде едно. И исто така многу значајно е да бараш контакт, а не да бараш решение. Сега во оваа фаза најлековито е да зборуваш што некој што нема веднаш да те турне во одлука. Ниту пак ќе те смирува со некои празни фрази, клише, туку само да биде со тебе во процесот. И ова, некогаш е психотерапевт, некогаш е пријател, некогаш е родител, некогаш е партнер. Значи, само поентата е да имаш контакт, некој да сведочи тоа што го поминуваш. Затоа што кога некој ќе го сведочи, самиот процес добива друга димензија. И верувам дека ова сте го доживеале. Меѓутоа, самото тоа дека некој друг сведочи одредена болка, одредена приказна или одредена радост, без разлика, се менува се. И за крај, немој да се откажеш затоа што е непријатно, затоа што непријатноста не е знак дека нешто грешиш, туку знак дека конечно почнува нешто да проработува, дека тоа семе полека се распаѓа. И потешко не значи секогаш подобро, да, тука сакам важна граница да донесам, затоа што па и ова ми е доста значајно да го донесам, не е се црно-бело, односно ништо не е црно-бело. Не секоја болка е раст. И не секоја тежина е доказ дека процесот работи. Некогаш тежината може да е знак дека човек е многу преоптоварен, дека е многу нерегулиран и дека само му треба повеќе поддршка, а не повеќе длабочина. И затоа не смее да се романтизира ова страдање. И мислам дека ова ми е и клучно да го донесам баш сега. Зошто? Значи, разликата е во ако има повеќе свесност, повеќе контакт, повеќе искреност, тогаш тежината може да биде дел од растот. Ама, ако има повеќе хаос, повеќе распад, помалку функција, тогаш може би треба да застане
да се побара помош и да се регулира системот. И ова е многу зрела одлука, затоа што не е поентата колку повеќе боли, толку е подобро, туку што точно се случува со мене и што ми треба сега. И ова можеби е најтешкиот, така да кажам, дел, затоа што јас многу често знам и да вратам некој, затоа што, да речеме, многу често ми се случувало, особено во контакт со мајки да ми кажат да ми донесат 1000 работи и ако јас не застанам за еден момент да убаво ја видам и да ја проценам што и се случува во тоа секојдневие, значи ако јас влезам во некој мој процес и не направам добра проценка, на таа жена и треба најчесто само сон, да се наспие. И треба поддршка околу домот, околу не и треба не знам која да стане. Сега, да, многу често им треба емоционална регулација и тоа може би едно од најтешките работи да се направат и затоа кога се породив со третото дете ја направив мама без драма, толку веќе ми беше отелотворено што е најважно за мајчинството, што е најважно во тој период, мислам дефинитивно емоционалната регулација е нешто кое што е бесценето и кое што мислам дека никој не го зборува, затоа што стварно ништо друго не ти треба особено во повеќе детно семејство, колку што ти треба емоционално да знаеш да се регулираш, за да немаш од друга страна други проблеми, други мајки, други тежини, други распади, да не се распаѓа партнерскиот однос, да не се распаѓа пријателскиот однос, да не се влезе во некаква депресија, анксиозност и така натаму, туку ако веќе сакаш да растеш, ама на таа мајка која што е таза, да речеме породена и слично, ако јас си понудам сега да работи на не знам си какви граници, а таа не знае уште нема граници на спиење, на ред, на сон, не знаеш кога си будна, колку е саат и така натаму, дете уште нема никаков ред, мислам, тука не е треба нешто такво. И оваа тежина може да биде затоа што, јас сум доволно во мој хаос и сега наместо јас да се учам како да се регулирам и да се адаптирам на новото и така натаму, јас сега влегувам во некаква фаза, не знам каде и да растам. И тука ми е многу важно, затоа е важна таа саморефлексија, да се види, окей, во кој период сум. И затоа е важно да нема споредување. Ако Петранка е во млада мајка, прво дете, а Светле не знам 3 големи деца веќе има или не знам воопшто нема дете и така натаму, значи ја не можам да ги споредувам и да работам на истото. Можам, ако постои некаков меѓутоа е поретко. Најчесто на едната и треба нешто друго, на другата и треба нешто друго и не смее да постои тука споредба. Туку треба да постои една рефлексија, да се види, окей, што е нешто стварно мене сега тука ми треба. И секако, ајде да речам, крајната можеби поента ми е дека работата на себе не мора да биде секогаш тешка, но кога станува потешко, тоа не значи дека не ти оди автоматско, туку баш е оној знакот кога конечно не си на автоматски, мислам не возиш автоматски, туку застануваш, креваш рачна, ставаш кочница и тука можеш да процениш, нели? Затоа што прво, од една страна конечно нешто чувствуваш, конечно нешто гледаш, конечно не се лажеш како порано и да, тоа е дефинитивно потешко, но секако и многу поголема вистина носи. И сега можеби да ја затворам оваа епизода со нешто многу важно, а тоа е ако ти е потешко сега околу порано, тоа не мора да значи дека треба да се откажеш, не мора да значи дека си тргнала во погрешен правец, не мора да значи дека си се расипала или дека си станала премногу чувствителна или дека немаш сила и не умеш, но можно е да си на место каде што, да речам, старата кожа веќе не те собира, па време е да ја извадиш, нели, да се обновиш и една молба да не се откажеш од себе, затоа што иако процесот не изгледа убаво, немој да заклучиш дека не вреди само затоа што не е лесно, бидејќи некои од највредните внатрешни поместувања прво не доаѓаат како мир. И да речем како период во кој не си повеќе тоа што беше, а уште не си нецелосно па таа што стануваш и не гледа нова како некој крај, туку баш како некоја средина, нели? А средините ретко се гламурозни, но ако останеш со себе тука, ако не се напуштиш, ако не се вратиш веднаш на старото, само затоа што ти е познато, а можеби токму оваа тежина еден ден да ја препознаш како почеток на нешто многу поголемо и многу побаво за тебе. И затоа да, не секој знак на раст е тоа што ти изгледа полесно, не секогаш е и потешко, меѓутоа знак на раст е тоа што, да речам, не можеш веќе лесно да се лажеш сама себе и колку и да е тешко, е многу убаво и вредно и важно место за тебе. Не се откажувај само затоа што стане потешко, тука почнува вистинската промена.
А доколку одлучиш да се откажеш затоа што не е тоа, затоа што гледаш дека дефинитивно станува збор за еден поинаков хаос, во тој момент немој да брзаш да го пополниш празната и таа празнина, туку дозволи, дај си дозвола да видиш што е нешто на вистина ти треба. Што следниот чекор не е да најдеш нешто ново, ама туку да не се вратиш на старото. Само дај си време. Океј, ти благодарам што остана до крај. Ова е малку, можеби подолга од она што планирав, но ми беше доста значајно да ја споделам. Се слушаме во следната епизода.